Вие, како некој што, барем вие мислите дека сте градоначалник на Скопје и шеф на штабот за спасување, вие треба да ја обезбедите безбедноста на граѓаните на Скопје од поплави. Не барајте виновници на друго место. Вие го водите, сте командант на штабот за спасување. Имате планови, имате процена на ризици и сте требале да си ја превземете и одговорност. И сите мерки кои што требале ги превземете во однос на тоа. Не била ваша одговорност, точно. Ваша одговорност е панорамското тркало. Како најдовте пари од владата или од АЕК за панорамското тркало? Ваша одговорност се барокните фасади. Како најдовте пари од централната влада за барокни фасади? Ваша одговорност се и жалните врби. Затоа има пари. Ама пари ако треба, или најдовте пари за 5 споменици од Сдруженијето за духовно обединување на Сетинци, Попадинци и Крушоради. Донира нешто ова здружение? Сега? Се јавивте да побарате? Или споменик ќе треба да им направиме? Затоа е ваша одговорност. Затоа што ништо не направивте за овој град. Затоа што ништо не вложивте во инфраструктурата. Затоа што не ги подобривте условите за живот на граѓаните. Затоа што вложувавте само во раскош и луксус. И на крајот, не знам дали приметивте, во моите 3 прашања не го спомнав зборот ваша оставка. Ама вие сте очигледно опседнат со тоа. И го поставивте клучното прашање, зошто веднаш не си дајате оставка? Во таа проценка, значи проценети се ризиците. Меѓутоа, надлежностите за извршување на тие ризици се поделени меѓу град Скопје, општините и државата. За ваша информација. Значи, ние надлежни сме за каналите кои се во урбаниот дел на градот Скопје. Каналите кои што вие ги спомнувате, тие се во руралниот дел. И најголемиот дел од поплавата беше во руралниот дел, чија што надлежност е на водостопанството и надлежност на општините. И како што знаете и самите, општина Газива плаќа на водостопанство годишно за чистење на канали. И после долго време тие канали се чистат. Немој се што се во градот Скопје што се движи, што постои да го префрлите на градот Скопје. Ако е така, дајмо за обиколницата на градот Скопје треба да биде, според ваша информација. Тој што ја градел за обиколницата, тој требало да смисли уште у проектирањето сите ризици. Може би луѓето толку имале сознание со оглед на тоа што оваа поплава е, велат библиска, бидејќи не се случила 1000 години.